Благодарам, господине Джафери. Намерно чекав да помине дневниот ред. Од една причина да утврдиме барем која ќе биде поред точка на дневен ред. Точката за информација за состојбата со амбиенталниот воздух. Така е, колеги, последна, добро знаете, затоа што тоа веќе е пракса во Собранието на Република Македонија и оваа точка ќе го доживее истата судбина како и сите точки кои што се предложени од опозицијата. Повеќе од 10 закони предложени од опозицијата, повеќе од 3-4 информации, 3-4 интерпелации, се уште стојат и чекаат. Сите точки кои што се предложени од опозицијата, ги ставате последни како точки на дневен ред и никако да стигнат на дневен ред да бидат разгледани. За ваша информација, се уште стои како точка интерпелација на министерот Алагјозовски. Од тогаш 3 министри сменивте. Да, и многу такви точки. Денеска имавме можност законот за одбрана на кој што се повикувате идентичен со вашиот закон, да го гласаме и да го изгласаме, да не биде пречка во НАТО постапките и процедурите и приближувањето кон НАТО, како што и предвремената ратификација со НАТО која што ја предложивме, ја одбивте, а како се доближува времето, ќе дојде ред да гласаме иста таква предвремена ратификација на Собранието на Република Македонија. Затоа, колеги пратеници, кога зборувате дека сте транспарентни, кога зборувате дека почитувате деловникот и дека на секоја втора седница доаѓа точка на дневен ред од опозицијата, да, ставате, меѓутоа ја ставате последна како точка на тој дневен ред и никогаш тие седници не се завршени. Точките кои што ВМРО ДПМН ги има предложено стојат како сувенир дека некојаш пратениците од ВМРО ДПМН е предлагале, а парламентарното мнозинство не најде храброст ниту еднуш да ги стави како точки на дневен ред и да дискутира и да дебатира за акутните проблеми во општеството на Република Македонија. Благодарам.